Komičen megaherc. Леле, светна си личката, што би рекол кралот на рок-н-ролот Елвис Присли. Suspicious Minds, тоа значи сомнителни мисли или дека ти се сомневаш во мене. Јас ги поздравувам сите дами што се сомневаат во нивните дечковци, сите жени што се сомневаат во нивните мажи. Само чисто да ги поздравам и да им речам, не се будалете. Сигурно. Да, ако мислевте дека мене ме нема, тука сум јас. Добар ден и од мене, драги дами, драги господа. Стигна кафето, јас сум вработен како кафе куварка. Повелете, драги мои гости, дамата е веќе послужена. Се разбира, добре дојдовте во нашето студиото на Радио Слободна Македонија. Денеска сме петок, 29. Тоа значи дека остануваат уште 337 дена во годината. Затоа што ова е престапна година, значи ке има многу. Значи на денешен ден 1845 година е објавен гавранот или гарванот на Едгар Алан По во Evening Mirror и Нью Йорк. Да, тоа е тоа. Nevermore. Така е мојата beautiful Анабел Ли, која што туку помина пред нашето студио на Слободна Македонија. Ја поздравам Анабел Ли, прекрасната Анабел Ли што се движи на штикли. Сите Анабел Ли на сите своји љубовници што патат, на сите своји штикли, апсолутно. Добар ден. Здраво, на денешен ден се родени, тоа е во втората рубрика, а инаку на денешен ден се родени Опра Винфри, Фил Колинс и Кристијан Бейл. Добро, ова како кажа задњо, дека инаку Кристијан Бейл игра во сега новиот филм, ќе можете да го погледнете во нашите кина, го преведуваат кај нас обложувањето на столетието, инаку се вика оригиналниот наслов The Big Short, каде што е номиниран за споредна улога за улогата што има направено точно во тој филм, инаку тоа е една од подобрите негови улоги за мене лично како колега на Кристијан. Вчера ми се јави и Опра, викаат малку ден честиташ роденден, викам Опра таму на работа. Зошто не е Кристијан? Кристијан, па така се изговара. Слушам јас радио, сум слушал радио и на други фреквенции и слушам дека моите колеги така Кристијан Бейл, I'm come from London, baby. Кој што е номиниран за улогата на Оскар. Да, ти текнал како зборуваат. Сета почит на сите колеги да не се поздравам сите таксисти во моментов што не слушате него, што тука тој таксистот ни мафна, значи дека не слуша. Поздрав такси. Така е, апсолутно јас стандард да си ги поздравам сите слушатели од диаспората, поготово во Мелбурн кои што не слушаат во моментов. Поздрав, драги гости. Исто така ги поздравам сите убави дами, мојата дама да си ја поздравам, дамата на Жарко ќе си ја поздрави Самон. Јас ја поздравам мојата дама и дамата Натана се ја поздравам за да не се на Жарко јас ќе ја поздравам. И така, ја те чекам, јас ти дадов опција, ти сам си благодарам. Значи како е тоа, гледаш како кога сме добри другари ти ми даваш пенал, ја го шуткам. Ова е, знаете, најава за представата што вие кажавме минатиот пат, нема да се повторуваме. Можеби малку на крајот ќе позбориме со нашите гости околу тоа како ќе изгледаат нашите ликови, но за тоа отом потом. Инаку исто така би сакал да ги поздравам сите што не слушаат на 89,9 фреквенцијата, а тоа е во Прилеп и Прилепско и околијата. Поздрав, драги мои сограѓани прилепчани. Така е, ги поздравам и јас прилепчани. Знаеш кога немаш зборови? Да. И заглаваш да зборот само наказваш на буква. Прилеп! Градот под Марковите кули, нешто тука, градот кај што изедеата на награда за најдобар млад актер, градот кај што е најдобрата скара во Македонија и така натака. Инаку како што гледате, јас си ги носам своите очила. Овој пат со посветли стакла затоа што од блесокот не е толку јак ради сонцето, но за секој случај тоа е тоа. Јас предлагам да одиме со малку музика, малку реклами и да се враќаме со гостите. Поздрав! Со гостите! Everybody dance now! It's now or never, викаше Елвис Присли, а вие уживавте со него на вашиот омилен мегахерц 96-тиот. 0,0 Комичен мегахерц. А ви слушаете Комичен мегахерц, викаше нашиот никогаш непрежален другар Владимир Путин. Инаку наша должност е затоа ни даде оваа емисија да ја водиме, за да можеме да ги најавуваме нашите представи, да го рекламираме нашиот театар. Апсолутно. Сакаме да го изрекламираме нашиот театар и за луѓето што не слушаат Надзор од Скопје. Значи повелете, дојдете во Скопје, за вас билетите важат исто како и за скопјани. Така е, апсолутно, за цела Македонија. Само прочитай го репертоарот. Ќе го прочитам, да, тука го имам пред мене. Исто така, да подсетам дека 2013-2014 театар комедија беше прогласен за Super Brand Macedonia's Choice. И дефинитивно на билетара можеби сме еден од најпродаваните театри. Така е.
тука нема збор. Значи репертоар за месец февруари ќе ви прочитам само за 3 дена, затоа што ќе се видиме повторно. Значи први, втори понеделник име. Втори вторник Господарот на кукавицата и трети, Опа. втори среда нешто пропуштаме. Значи втори одиме. ще играме. Немате што да правите, после 20 часот одите понеделник име, вторник Господарот на кукавицата и среда нешто пропуштаме. Среда е слободен влез за средношколци, четврток е слободен влез за студенти, петок е слободен влез за постдипломци, сабота е Слободна карта купувате за автобуси. Тоа. За воени ветерани е сабота. Недела за воени инвалиди. Но сепак, јас сепак мислам дека тоа е добро. Треба луѓето да дојдат во театар и да се опуштат. Повелете во театар комедија во И февруари после опуштете 20 се. часот, ако навистина не знаете што да правите, појдете. А инаку вечерва играме представата Стюардеси. Јавете се на нашата билетара, бројот е 02311 9990. Нашите оператори го очекуваат вашиот повик. Да, па повелете, јас ги поздравам нашите колешки од порталите вистина.мк што конзумираат отрови точно пред нашето студио, односно излогот. Но време е да ги поздравиме нашите гости, да ги представиме. Чао. Да ги представиме нашите гости. А нашите гости ќе ги представиме вака. Значи, директно од шминкерната на театар комедија и од фризерницата на театар комедија, луѓето кои што се грижат актерите да бидат секогаш пиц-пец, да бидат најубави на целиот свет. Со вакви фризури, такви фризури, вакви шминки, такви шминки. Драги мои, Ивана Проданова и Велимир Мино! Ивана ја продадовме. А Веле сказа на Мина. Здраво, дечки, како сте? Здраво. Здраво. Мало се Супер, спиеме, добре. ама добро. Да, малце топличко тука. во Па се поише топличко е. Тропаќе. Се собра комедија има. Почнам да се соблакам. Но тоа чуе го за новата представа, што Така, ја спремаме. Веле, ти знаеш и што спремаме сега во моментов кај нас во театар? Па, од прилика малце знам што се спрема, али вајда ќе биде многу занимливо. Така, тоа е представа. Добре, од прилика знава ќе биде добро. Не, Да, па окей, сигурно, окей. Не, сигурно. случи дека ќе биде добро. Сигурно. Би требало. Затоа што атмосферата е на ниво и за другите представи кога се играат се пеат песни од представата Не што се... откриваме тоа како што се дешава у театарот. Затоа овие луѓе работат во театар, затоа што... Дода и остана Така е. кај нас. Веле, Да, повелете. ти си среќноженет татко на едно мало детенце, фантастично, кое што има женско детенце, кое што има околу година и... Или? Нема година. Нема година Има уште? 11 месеци. 11 месеци. Вау. Значи видете ова камера, молам, видете ова блажена фаца колку е добро значи да си татко. Да си дочекаш жаре, да си Фала дочекаш, многу, да си фала видиш многу, колку се- убавини Ќе постаја. видам здраве Боже, значи и сите што немаат и чекано да се изчекат, а Ивана, драги слушатели, е пресно мажена. Очекуваме исто така за брзо да се пофали, да каже јас сум трудничка. Тоа ќе биде. Кога ќе биде фала Богу, здраве Боже, јас ништо Не мора да знам. кажеш, ќе се види. Да, ќе се види, да. А што ќе добро. правиме тоа? Тоа ќе треба да дое за мене, а? Па така некако, не знам. Заменски шминкер. Заменски шминкер, да. Као што беше заменски водител едно. Да. Беше популарно во Македонија во еден период. Не знам што беше точно. Не знам јас. Од каде бе дечки театар? Што на театар? Што ве цимна на театар? Што ве повлече? Ве излажа некој? Кој? Мене ми излажа. Кој те излажа, бе? Па ми понудија работа и викам ајде да пробам, што има врска. И Криза, сега Така, мора да се исто, работи, нели толку, бра. толку, да. Иван, Се расправи со будали се. Ти Не знам дали се будали. Али во секој случај не се нормално. Позитивни будали. дали има кастинг на пример за фризери за шминкер? Дали ти кажуваат ќе влезеш во театар, сите тајни што ќе ги слушнеш горе у шминкерна, не смееш да ги кажеш надвор? Па Тоа е помеѓу нас, тоа нема. да ги кажеме. Да, тоа е тајна. Све останува Јавна горе. тајна да биде, Све може? останува горе. Може секако. Да? Може, да. Кажи ми ти како, кој те повика на кај театар? Што ти се случи? На 1 април точно. Да. Ми се јави уметничкиот директор на театар комедија, Андреј Андреј Цветановски. Цветановски. Иванче, ни треба идна шминкер, утре, дали можеш да дојдеш? Ако можам. И те викаш април. Кај мене не беше така, кај мене беше сакаш да работиш, па сакам да работам, зашто? Е па дојди у театар да видиш колку е добро. И дојдовме у театар и видов колку е добро. И си останав. И си остана. Има едно правило, вика еднаш влегуваш во театар и толку. Значи, толку е нема... Апсолутно. Те фаќа тоа нешто, магијата, шизофренијата, што и да е таму. Фаќа мајата. А како е дечки да се работи со актери? Значи кај вас во шминкерната се дешаваат обично најголемите само. глупости. Значи таму се дешава театарот. Кај нас е најако горе, значи, најако. Имате представа во представа, пред секоја представа горе се случува представа. Да.
Да, последните 5 минути е фрка. Да. Така секогаш. А дали актерите доаѓаат пример порано многу за да се нашминкаат па да си седат лабаво или сите доаѓаат сите Зависи од зависи. денот каков. Ако му е ден од крш може да дојде најкасно, ако му е ден од профи може да дојде порано. Не, Така, зависи си, има некои актери си доаѓаат тоа и тоа време, спремни на рад, после спијат кафенце, си постараат текст. Има еден дечко со Red Bull цело време доаѓа и не можам више да го поднесам. Многу Има едни агресивен. двајца да. доаѓаат, едниот 10 до 8, за 5 минути е готов, другиот 5 до 8, 5 минути готов е, значи 8:00 доле се спремни, пиц, пец. Така. А кажете, дали има некои интересни муабети, анекдоти, нешто да споделите со нашата публика малку да Не ги... смеат. Да ги крстат? Не. Нешто од прилика Имаме најава забрана. некоја нешто. Има еден дечко многу первезен. Да. Не Како ради ме се понатака. Не е битно како се битно. Добро, јас ќе го погледам тој дечкото што е наводно бил перверзен. Во ред. О, боже. Добро. О, зев се. А дали чекайте да ве прашам, дали актерите додека ги шминкате или им правите фризури имаат некакви ритуали, нешто, дали ви прават вам нешто, дали нешто се случува? Јас би Има. сакал Ивана да Има одговори. е, Ивана, да, Извини, Ивана ви ја Веле. прашувам јас. Да, господинот Илија Илиовски, вашиот колега. Да? Додека, не тоа месец дена се не 2 месеци негде се нема. Па Се затоа на се повеќе, ожени, затоа се ожени. тачна, да. А што правеше до тогаш? Значи, додека јас го шминкам, он ме лизнуваше за рака. Значи, глумците не се секогаш толку луди. Повеќе од тоа се. Значи да не ги Лижете лижете шминкерките. Единствено ние ги ја чуваме. Веле, дали ти некој доаѓа да те лижне? Да. Добро, чекај, се извинувам, мора да одиме со промо блок, пак ќе се вратиме за добре. многу кратко време. Од режија ми е ува. Ве поздравуваме. Значи, јас сум уште под импресија од лижењето на колегите. Добро, значи, да повели, јатанс, повели. Ревко и Чомбе бацеу бомбе. Се враќаме во студиото. Јас сум Ревко, тој е Чомбе, а ние Аз сум бацамо Чомбе. бомбе. Леле. Значи, застанавме, дали Веле некој тебе те лижнал до сега, додека работиш? Дали ти ги лижнал ножиците, инструментот за работа или како? Ножиците никогаш нема да ги дам да ги лижам. Ќе се исечат на сакајки. Аха, добро. Да. А не. Толку ти се оштри ножиците, Веле? Да. Не се за лижење, значи? Да, не се за лижење. Па добро, секој инструмент индивидуално. Како го оштриш, зависи колку го оштриш инструментот. Мислам, ножиците така ќе биде и остан. Се разбира. Јас сакам да ги прашам нешто гостите. Што значат брзи промени? Како ми чека, извини, вика. Серко, јас сакам да ги прашам нешто гостите, како да ме колабај се со глупостите малку. Повели. Не бе, супер си, Да. тере. Заради тебе Повели, се слуша прашај. емисијата во Да, Пиле. да. Како не? Што значат брзи промени? Дали им помагате? Да, значи вака, Цел термин објасни. во текот на представата, нели се случува, зависи од улогата на Така. актерот. Има промена на костим, на пример перика, мустаки, шминка, било Значи, што. може се да менува. Се може да менува и ние сме тука за да им помогнеме. Му за го тоа менјаме да се- карактерот, му го Тачно, за тоа да се Случи случи што- побрзо, да. како што треба, нели? Кажете ми, Веле, дали се случува карактер, например, спремаат нели глумците представа во процесе и нели сте во соработка постојано со шминка, фризура, дали се кога ќе се случи карактерот вие го препознавате? Да го видиш карактерот на тој што го ствара горе во гримјорната. Дали ти се случило? Да кажам, дали си го замислувам јас карактерот или дали ти, го ти има... дали го препознаваш од актерот кога ќе влезе, дали го препознаваш дека сега е во друг карактер? Па, од прилика не ги познам сите, ама... Така, тоа е точно, тоа е искрено. Али... После пола сат, 20 минути може да се забележи дека више господинот тој или госпогицата таа и таа више влезена у сасвим друг филм. Може да биде... Дали се нормални Да, глумици? стварно, како тоа изгледа од страна, бе, дечки? Глумиците? Глумците и глумици не се нормални. Глумците не ги знам, а ја глумиците само ги знам. Чеки, стварно е за публиката Да, наша. Објаснете како тоа изгледа. Доаѓаме нормален човек, еве јас или Јатана, сега да не шириме многу, доаѓаме као нормални и од која не шминкувате, еве што викате вие, ние си знаеме дека си влагаме у лик. Како тоа изгледа од страна, баш ме интересира. Као што прави овој будали од сега? Не бе. Не знам, ја не знам, реагирам јаква на сум такви била. работи. Не, знам дека не реагираш, али како изгледа за да пробаме да доловиме на нашите слушатели и гледачи како тоа изгледа?
Па како? Ќе ве навредам. Нема да не Ќе ве навредиш, бе, брат. навредам. Немој ќе излезам после од тука ќе Лабава емисија, кажи слободно. Кажи бе, кажи, Веле е многу искрен, затоа ми се. Не можам. Кажи бе, брат. Не бе, добро, ако не може да Не кажеш. можам. Добро, не сакаш да кажеш. Не можам. Сепак, Не може. можам збркав за драмата. Не може. сепак одсекот шминка и фризура се со дел од актерите, заедно ги создаваме стварите. Да, заедно ги Апсолутно создаваме ликовите, да. А дали Сам актерите доаѓаат со луди идеи? Значи еве као тек на процес, еве јас пак ќе кажам од мое име, значи некојаш знаеш да заглавиш и си викаш еј чекај ќе ми помогне шминка, ќе ми помогне фризура. Дали ви се случило да ви дојдат актери и да ви кажат дечки јас сакам да изгледам вака? Као И, Џони Деп. пример, да, и тоа да нема Ако везе со дојдат фризура. последните Нормално, 5 минути, нормално дека не може. Ако дојдат месец дена порано, супер Не, ќе ни би. зависи. А дали Што имаат се луди пара од идеи нас, актерите да. со шминка и фризура? А чекај, Имаат, прво дали имаат за имаат, фризура? имаат. Која била најлудата идеја што ти ја кажале тебе да ти ја направи? Имаше една представа како е да се викаш Ернест. Добро? И Важно е да се викаш Ернест. Важно е да се викаш Ернест и таму беше фасцинантно што требаше да се направат перики, да кажеме за тие ликови, Добро? али не можеш да се најде, требаше од својата коса нешто да експериментираме. Аха. И, Како? па така за За твојата коса ќе експериментираш. не. Значи требаше на таа, како се каже, Аха, На една од на актерките, да. Тино, да кажеме, Да. се викаше Алжернон. Алжернон, требаше да се направи дива витка на коса, али не можеше и тука имаше Те сватив. имаше спој као да се направи таа фризура. Дали од така, неговата, дали да правиме некоја си друга фризура. Аха. Е тоа е тој контекстот да кажеме, ако се каже месец дена порано ќе се направи фризура. Така. Ако не се каже месец дена порано, 5 минути пред крај, тоа може да дојде и до скандал, може и до тепачка, Да се може. закола, да, јасно. Да, Иванче, колиме. кажи ми ти имаш сега тешки, која ти е најтешка представа? Мислам, Да, Најтешка. и тоа ме интересира. Морам да издвам ли си страта. Да, Така. апсолутно. Таму спремаш колку луѓе? 10 глумци. 10 глумци, ами јас и Веле, само што шминката е стварна, има доста работа. Значи доаѓаме у 5 сат, од 5 сат почнуваме се спремаме до 8 и нешто. Сме сите готови. Таму има една бели маски, таму играат Да. повеќето со бели маски. Сите Не се се мора и маски, мажите и тоа е бела жените шминка, се да не со сватат дека играме со бели маски. со бели Као маски. маски Yes. од Веро Джамбо. Нели се цртат ги. Да, таква има ни бели се купав нешто. Кој од каде се ма пари, се знае. Тарататам, ова се мали спонзорства. Сакав да се навратам на тоа Веле за што кажа за важно е да се викаш Ернест. Таму обично ти добиваше многу добри пофалби затоа што само ме прашува што се јас имав една брадичка, не знам дали се сеќаваш, таа брадичка беше. сеќавам. Уште си ја чувам. Уште се чувам, да се ја чуваш. Многу си ја сакам таа брадичката зашто 20 дена така ни беше у апсолутно. И сите брадичката. ме прашува кој ти ја направи брадичката, колку добро ја лепите, не ја лепите, ставате со вакво, значи секогаш добиваше добри критики од гледачите, од верната публика на театар комедија. Одсек Жарко Димовски. Да, сам да кажам, значи валјда и за другите колеги, кај другите колеги добивате пофалби, добивате ми критики, добри. Ти благодарам Веле, и ти мене исто. Иванче, ти имаш работено и на филм. Да. Која е разликата? Знам дека е огромна. Огромна, да. Значи огромна. Значи дипломира факултет, одма од нигде никаде Те зема ме зема за работев на Добалчак. така? Бидејќи сум вајар, има потреба од глави, силиконски Ти им маски. ги ствараш. Че се Да. извинам, што си ти? Дипломиран вајар, насока сценограф. Вајар, Да. насока сценограф. Скулптор. Сериозно немав појма за ова. И заврши некој сминке. Така. шминка. И за... Ја имам див завршен и Ова зад. не го знам. Да, ја имам питом завршено на шминкарска. Инаку да, ќе си земам за право да кажам дека во Добалчак сцената со сечењето на главата беше, нели? На Владо на Јовановски. Владо Јовановски глава. Која се фрла главата пресечена, која што е идентична како Владо Јовановски, е правена од нашата мила Ивана. Ама Иванче, јас сакам да ни кажеш дали театарот е жива материја. Тука има Да, повеќе. дефинитивно, значи има огромна разлика. Филм е едно, театар е сосема друго. За филм е посмирено, така по полетска може Да, да значи има време, си има све е темпирано, толку мораш тој човек да го завршиш.
мораш да идеш на сет. Значи све Така. од толку до толку. А у театар шизофрено е цело време. театар е живо, све жива материја. Као болница, бе, вакво е, такво е. Мене професорот мој на прва година, кога се запишав на факултет, вика: "Дечки, среќни сте што се запишавте да се бавите со театар, затоа што ако не завршевте у театар, сигурно ќе завршевте у лудница." Така да идентично е. Јали лудница, јали театро, драги Видиш? слушатели. Дали ги знаете другите, на пример, фризери, шминкери од другите театри? Јас само еден. Дел, да. Дали играте Дел пример не. фудбал едни против Да, други? дали има опција, на пример, да се видите на улица, да се рачнете со тие, на пример? Не, вие сте Не, ние сме... Не, мислев онака си ја брана мојата куќа, као јас Не, сум не. од театар комедија, не ме гледа така драмски, е окей. Така? Да. Ти го гледаш вака. Добро, више, ако играме нешто спорт, фудбал, може да се дрчнеме, а иначе Цивнеме. вака. А иначе вака на улица, зашо? Добри луѓе сме, убав народ сме. Така е. Да, Може да се како не, како тепаме. не. Така е, велеш убаво, ни ги кажа, ни ги насочи стварите што треба да ги сакаме. Но сепак човекот е веќе во една фаза од животот што била една од побавите. Апсолутно. Жарко, ти сакаш ли да ги прашаш нешто гостите? Па не, генерално сите прашања што ги постави Ти ми ги препиша мене, да, ми ги препиша од ке мене. Генерално тоа е тоа. Дали имате омилен актер? Холивудски, не знам, наш, како сакате, еден по еден. Еве, Иванче, ќе почнеме од тебе, бидејќи на денешен ден е роден Кристијан Бейл. Што мислиш ти за Кристијан Бейл? Дали би сакала да го шминкаш Кристијан Бейл? Секако. Нормално, како да не сак. Да, од кај ќе почнеш од вегите? Зависи од сцената. Од брадата. Зависи од сцената, од брадата. Би сакала да го шминка во American Psycho. Сите жени се да, А ти Иване, на кого би сакал да му правиш фризура? На Кристијан Бейл? На Брус Ли. Ај, Брус Ли. За да не му бега шишката, го ги тепа 450 На души. Брус Ли да му прави шишка. Ури Брус Ли, рипај Брус Ли, потепај ги сви. А омилен актерка веле да кога сме Па кај не тоа ни каже, прашање. она не А каже што не актер. кажеш? А ти не актер. кажа, да. Актер. Актерка. Атанас ја наведе, Чекај значи да ми да. текне, чекај. Ајде, додека да ти текне, веле ти Освен имаш... Атанас Атанасовски, друг Омилен омилен дали актер, имаш? актерка. Атанасовски, нормално тоа. Актер, не знам. Жарко. Добро, тоа го кажа Жарко. без. Жарко е супер. Жарко ми е многу добар. Много добар, е. Јаке бе. Јаке бе, брат. Многу. Јаке бе, кога ќе застане така, е, брат, бе. Така е. Шими Е, се. брат, бе. Дали ги гледавте номинираните за Оскар филмови? Неам уште се токмам да ги гледам, ама никако да седнам да издвам Не ми време. е толку нешто занимливо Оскари. Не, добро, нешто дали на ги црвени пошто се теписи, актуелни. нешто на О, добра, не те терам да ги гледаш Оскарите, филмовите да ги гледаш. Добро, омилен филм, Велимир. Господар на прстените. Кој дел? Сидете. Како се вика циган кој што вози Историја. Ауди, знаеш? Како? Циган кој што вози Ауди, како се вика? Не. Господар на прстените. Ова е отворена сцена. Ивана, ти дали имаш омилен филм? Омилен филм имам неколку. Ајде, 3. Fear and Loathing in Las Vegas, Добро, Trainspotting добро. и... И не знам, не ми текнува дека... И, не ој. знам. Сите филмови што обработуваат теми за Да. ученици, за луѓе што работат, Апсолутно. да се едуцираат луѓето. Така е. Филмови каде што Така е. гледа да се избегне на прашањето за Точно. дрога, за алкохол. Е, тие. Да, тие филмови се Тие. умирени. Од режија ми викаат, баба, имамо реклами. Ајде, баба, идемо со реклами. кралот на рок-н-ролот Елвис Присли И се враќаме со приказна на вашиот омилен мегахерц. Пехер ТВ 76. 0,0. Thank you. А така, светна си е личката, тоа значи дека одиме во светот на бајките, ако би можело само джинглчето да се пуште во светот на бајките со песна, тој не сувиот. Да, не суфот, и Не. суф боли. Сувиот боли. Во светот на бајките. Ете така. Необична прелюба пред заспан маж во Прилеп. Лежела наплеки, не знаела дека е комшијата. А веле? Ај, читајте. Ајде, Не можам да дам до таму. Прв пат слушам за вакво нешто, што сум барал во туѓа брачна постела кога имам своја жена, мојата жена, да не обиве ги искара низините деца и да ни се реваншира, ме носи на суд за да ме срами. Господин судија, ако сум сакал да бидам нејзин швалер, сум имал прилика, но не сум се обидел. Мојата жена каде е поарна од неа.
Ово извадок од весник само да знаете. Настанот беше смешен, а прилепскиот судија Љубен Нешковски да. На 5 март ланската година во 1 час од пополноќ, кога оштетената спиела, ти си се обидел да легнеш крај неа, иако до неа спиел незиниот венчан маж. Зошто тој го направи и како влезе во нивната соба, го праша судијата обвинетиот. Молчеше обвинетиот, да. ќе кршеше прстите од рацете? Не сакаше да зборува. Сакаше со молчење да каже се. Но неговиот адвокат му даде ишарет да одговори на прашањето на судијата. Имате грешка, судио. Таа вечер јас не бев дома. Некој друг швалер влегол во незината соба. Ивана? Така? Нека остане оштетената, рече судијата. Нека стане. Овој влезе во вашата соба или некој друг? Тоа е. Како сега да го Чекај, гледам? јас ќе кажам како судијата ти одговори. Овој влезе во вашата соба или некој друг? Тоа е. Како сега да го гледам? Кажи да слушне самиот како беше. Еве Ивана, читај. чекај. Еве го. Од тука, не, готово, си легна. тука сме. Ајде. Беше жешко. Се легнавме по гаќи. А не, извини, од тука. Кажи да слушне како беше, знаеш. Кажи да Си легнавме со мажот ми. Како силски луѓе бевме уморни од работа. Так. Децата спие на каучот. Ние на еден сунгер легнавме На душеме. на душеме. Да, ја. Беше жешко, се легнавме по гаќи. Плюс тоа не беше Не бевме не покриени. бевме покриени. Имав мало дете, ја оставив сијалицата да свети. Дете да не заплаче, да не повреди. Легнување и заспивање. Маш ми заспа како топа сонот и мене ме наваса. Едно време некој почна да ми ги слекува гакичките. Лежев наплеки и се поткренав со носот да ми се поткренав во сонот да ми ги слече гаќите. Спиев, сето беше во сон, сето беше како сон. Море си рекол во сонот, што му текна сега на мажот ми после овој замор. Арно, ама едно време чувствувам некој ми ги подигнува и нозете. Што е ова работа, си рекол во сонот, мажот ми вака никогаш не постапувал со мене. Се тргнав во сонот и кога ќе видам што ќе видам, комшијата каче над мене. Сијалицата светеше и убаво го видов дека беше токму овој што не сака сега да признае. Тој беше и никој друг. Барам оштета за претрпен страф, оштета за претрпен срам и се друго поред. Повели, веле? Не таа, осте тоа Ивана некако чита, веле ќе биде тој што бил. Ајде. Кое? Аха, прв пат слушам. Ајде од овде. Само малку побрзо да читам матике. Прв пат слушам за вакво нешто. Што сум барал во туја брачна постела кога имам моја жена. Моја жена деновиве ги искара незините деца и за да ни се реваншира? реваншира, ме носи на суд за да ме срами, господин судија. Ако сум сакал да бидам незин швалер, сум имал прилика, но не сум се убедил. Мојата жена каде е поарна од неа. Како тоа си имал прилика? Кога, каде, како? Праша судијата. Една вечер нејзиниот маж се забави и таа ми рече да одиме да го бараме во едно соседно село. Одевме ноќе, ама јас не ни ја пипнав. Соседи си се соседи, не ќе си играме играчки. Судијата повторно се најде во тесно. Тужениот не сака да признае ништо, затоа му се обрати на сопругот на оштетената, сега веле ти ќе бидеш сопругот и ти вели што велиш ти сега во својство на сведок? Ништо не велам. Признавам, без уморен и Одма заспав. Што се случувало, не се сетив. Но едно време жената ми удри шлаканица, се разоди ми рече комшијата, Ме нападна в ме постела. нападна и во постела, маму. Не. Додека станав тој избега, бе. Како така избега? Од каде можел да влезе и како можел одма да избега? Прашат Таклато на судијата. влезната врата е скршена и вратата ја затворивме однатре. Со метална... Метално Резе. Со резе. Со миле, Резе ама бе она. Како комшијата го како комшијата го знаел тоа? влегол, направил исто. Што направил е? Ако бил ваков мажот, тогаш сигурно со комшијата ќе се гледала. Така е, И да го завршиме ова вика вака. Заврши го, Жаре. Судијата добро го имаше проучено овој случај. Предметот од истражната постапка го имаше добро анализирано. Сите негови сомневања беа дека швалерот што сакал да влезе во туѓа брачна постела не бил никој друг туку комшијата. Господине, сите сомневања се однесуваат на тебе. Доколку се докаже делото, ќе бидеш осуден за сторено кривично дело облјуба врз немокно лице од член 187 став 1 во врска со член 19 од кривичниот законник. Подобро е да признаеш. Мислите да излажам? Рекол тој. Јас тој ден не бев дома, тој ден бев во странство. Вау. Биди маж и признај кога сакаш да и се доближуваш на жена на спиење, викна оштетената жена. Мажот никогаш не ми ги туркал така гекичките. Те видел со сијалица ваков како што си, и со тоа што го носиш во панталони, ама ќе ми плати за се и за страф и за срам и за нерви и за се. Ќе видиш како се бидува швалер во брачна постела. Судијата го прекина процесот. Одете си рече патната исправа и идниот пат ќе каже каде си бил и дали си се вратил од странство. Добро, Жарко, ти благодарам.
Значи што се не се случува по Значи- веков и по светов. Така е, а вашите соседи сакајте ги затоа што така викаше еден Може еден ден ќе ви влезат во кревет. еден исцелител што води емисија, вика комшијата е многу битен да го сакаме. Се извинувам. Ќе прочитам два факти, еден за мажите, еден за жените и полека ќе привршиме. Значи жените кои секој ден јадат чоколадо, сакаат повеќе секс и доживуваат посилни оргазми. Купувајте чоколадо И јадете чоколадо, ако не јадете, пројадете. Во 8 часа просечен маж, во 8 часа сон просечен маж доживува 5 до 6 ерекции. Тоа е природна автоматска вежба која го снабдува пенисот со доволна количина кислород и го одржува во добра форма. Тоа беше за мажите, тоа беше за жените. Ние сега ќе ја привршуваме емисијата, Точно. да покануваме да дојдете во театар во февруар. Ако немате што да правите после 20 часот, ние ве очекуваме. На први ја имаме представата име, на втори ја имаме Господарот на кукавицата и на трети ја имаме Нешто пропуштаме. Вие не пропуштете ништо, повелете во театар комедија, резервирајте си го вашиот билет. Да им се гостите Ивана Проданова и Велимир Минов. Да им се гостите. Да им се заблагодариме за нивното гостување. Фала ви дечки што дојдовте. Фала и На на вас и поканата. кај вас. Да. Супер гости, овие се луѓе од внатрешноста на театарот, баш не интересираше како они го гледаат целиот тој процес на создавање на стварта. Жарко, ти имаш ли завршна реч? Ви благодарам и од мене што бевте гости во нашиот театар, што ги споделивте вашите тајни со нас исто така. Се надеваме дека повеќе нема да бидете лижнувани или каснувани, драг мој веле. Ке ве повикаме во наредна емисија после следната премиера да кажете како тоа се шминкаат едни навијачи. Океј. Инаку, на големо се спрема представата Вардарски пастуви во театар комедија, режија Синиша Ефтимо. Мислете му ја што би рекле, ова беше за поздрав за твоите сограѓани, Жарко. Апсолутно. Значи вак, како бе, нема врска. Вика Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски и Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 29.1.2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте. Комичен мегахерц.